Ваквата формулација остави отворена можност за дискреционо постапување, кое Министерството ја злоупотреби, наместо се префрлаа средствата во износ од 1% во 2021 и 2022 и до средината на 2023 година, тие беа преполовени и изнесува и помалку од 0,5%, односно за повеќе од 50% беа намалени средствата кои што се префрлаа на овие три институции. Со измените на законот во јули 2023 година се укина ова дискреционо право и точно се утврди дека средствата за работење и развој на јавниот сервис, јавното предпријатие Македонска радиодифузија и Агенцијата за аудио аудиовизуелни медиумски услуги се обезбедуваат од буџетот на Република Македонија во висина од 1% од реализираните даночни приходи утврдени во последната донесена завршна сметка на буџетот на Република Македонија. Од нив, согласно пропишаната распределба, агенцијата треба да добие 5%. Парадоксално во целата ситуација е што овлаштен предлагач на овој закон е токму Министерството за информатичко општество и администрација, против кое што сега поднесуваме тужба.